Благодарам, председателе. Видовме од представниците од Министерството дека очигледно не се согласуваат со нашите амандмани и ги одбиваат. Предходните колеги сите ги кажаа своите образложенија. Исто и јас ве слушнав какви образложенија дадовте, меѓутоа причините од искуство ги кажавме дека родителите кои имаат деца со попреченост на вистина имаат проблеми и се соочуваат со проблем за запишување на своите деца во училишната година. И затоа го предложивме ние овој амандман, затоа што не можат да дојдат до личен асистент. Бидејќи дадовте многу одговори во врска со комисиите, ми останаа многу прашања неодговорени. Ке се обидам да, според законот, формирате едно координативно тело, меѓутоа во законот никако не се гледа дали сите претходни комисии кои што ги спомнавте вие ќе продолжат со својата функционалност. Пред една година формиравте комисии, мислам дека беа во 8 градови, со проценка на лицата со попреченост до 26 години, по стандардите или по меѓународната класификација за функционалност. Ме интересира дали овие комисии ќе продолжат да функционираат во градовите во кои беа формирани. Друго, ги спомнавте комисиите за помош и нега, и тие беа формирани во повеќе градови со цел намалување на трошоците на лицата кои одат на овие комисии. Дали тие ќе бидат укинати? Тие комисии по градовите исто не е јасно прецизирано. Дали и тие ќе се слеат во ова координативно тело што ќе се формира во Министерство за труд? И дали комисиите за мобилност и за слепило, кои исто така се формирани само во Скопје, дали тие ќе продолжат со својата работа или и тие ќе бидат укинати? Затоа што со ова што го расправаме и по законот ништо не е јасно кои комисии ќе бидат укинати, кои ќе продолжат. Мислам дека на јавноста, и на јавноста и на родителите кои имаат деца со попреченост не ми е јасно. Затоа што постоеа комисии кои проценуваат до 26 годишна возраст, а беа формирани и комисии кои вршеа проценка на лица после 26 години возраст. Со овој закон не знам дали сите тие комисии ќе влезат сите заедно во ова координативно тело. Барам за јавноста да се даде одговор. Благодарам.